Се почестите вербални, но и физички напади врз здравствените работници е причина за денешниот протест на лекарите и медицински сестри пред клиничкиот центар во Скопје, кои одлучија да се спротистават на тоа и да го спречат. Организатор на протестот беше Асоцијата на специјализанти и млади лекари, чии представници истакнуваат дека не смеат повеќе да работат во лоши услови пред да биде предоцна. Тие рекоа дека итно мора да се преземат мерки за подобрување на здравствениот систем, поголем квалитет на здравствени услуги и повеќе персонал во установите и најавија дека во спротивно ќе престанат да работат. Во последно време сме сведоци на зачестени напади над здравствениот персонал, кои се резултат на еден труд здравствен систем кој системски е уништуван и го уништи односот помеѓу здравствениот работник и пациентот. Потребни ни се системски квалитетни решенија, значи ние не бараме избрзани решенија. Битно е бараме да изградиме здравствен систем кој што ќе е околу пациентот. Значи пациентот да е центар на тој здравствен систем и ние сакаме да им помогнеме. Значи ние сакаме да подобриме комуникацијата помеѓу пациентите и нас како здравствен персонал. Сите здравствени установи кои се членки на синдикатот присуствуваа на протестот, а меѓу нив и министерот за здравство Венко Филипче, за кој овој протест беше вовед за наредниот период кога планира да започне кампања за враќање на довербата во здравствените работници и да воведе професионално обезбедување до здравството, како измени со кои нападот ќе се третира како напад врз полицаец. На прашање дали може да се решат случаите на насилство и колку државата може да допринесе, особено кога е во прашање примање пациенти преку ред, долги чекање или корупција, министерот рече дека проблемите се комплексни. Ова професионално обезбедување е само еден сегмент во целокупниот тој процес. Тој процес вклучува надградување на и напредување на статусот на сите здравствени работници. И самиот сум бил сведок на многу непријатни ситуации. Знаете, во ургентните центри за време на приемите навистина доаѓаат и семејства кои што се нервозни. Повод за протестот беше случајот со лекар на кожното одделение во Тетово кој доби повреди на работа, поради кој требаше да побара лекарска помош во Скопје, а потоа инцидентот со медицинска сестра во поликлиниката во Драчево. Радио Слободна Европа ги праша и дел од граѓаните што мислат за односот на здравствените работници кон пациентите. И пациенти има кои се нервозни, не добро постапуваат, ама и доктори има кои не добро постапуваат. Значи таму има грешка. Во која смисла? Во смисла ќе идеш на дежурен лекар, не може да најдеш на дежурен доктор. Или спие, или не знам што прави, каде прави, значи има проблеми и таму и таму. Најдобро да се стават камери, па ќе се види. Па пречи, прво нема ред нема, кога ќе пристигнете, никакво внимание не ви обрнуваат. Сега сведок у клиника, една девојка седи го чека докторот 2 сати и само поминува клино се глата. Сега девојката, значи со болки се жали. Зависи од ситуацијата што е, како е сега. И тие треба да ги разбираме и ние малце, ама можда заради корупцијата што не сакат да чекаат ред некој, тука може некојаш да има проблем. Од лекарската комора вела дека не може да кажат колку има представки од пациенти, но дополнија дека тие ги разгледуваат сите случаи и тие се индивидуални.